Следене назад во студиото со колегата Дејан Андоновиќ, како што веќе го најавивме, секако ќе разговараме за оно што се случува во светот, меѓутоа и за оно што се случува најблиску до нас во регионот. Утре е 14 декември, денот кога Косово најави дека ќе формира своја војска. Дејан, имаше закана од српската страна, дека не знаат што може да се случи на 15 декември доколку ја формираат војска. Практично за утре е најавено Косовското собрание да расправа и да донесе одлука, веќе е договорено и опозицијата и власта, се единствени дека утре Косовскиот заштитен корпус или косовските безбедносни сили ќе ги трансформираат со гласање во парламент во Косовска армија. Но имаме прилог од дескот, да го видиме првим прилогот, па да продолжиме со коментарите. Меѓународните сили во Косово КФОР соопштија дека движењето на нивните единици во Северно Косово е во рамките на редовна воена вежба започната вчера во јужниот дел од земјата. Претходно портпаролот на КФОР Винченцо Гразо во изјава за белградските медиуми ги негираше тврдењата на новинската агенција Тањук дека КФОР носи опрема за блокада на границата меѓу Косово и Србија. Според белградските медиуми, денешните маневри на КФОР во северниот дел на Косово, населен со мнозинско српско население, се поврзани со утрешното изгласување во собранието во Приштина на пакетот закони со кои сегашните косовски безбедносни сили практично се трансформираат во војска на Косово. На трансформацијата на ФСК во војска остро се спротивставува официјален Белград, кој смета дека Косово со тоа ја загрозува регионалната безбедност. Во меѓувреме, две лица од српска националност беа уапсени на паркингот на Министерството за безбедносните сили на Косово. Според порталот Калзо, уапсените биле во автомобил со белградски регистарски таблички и тврделе дека го загубиле патот и дека ја бараат зградата на поштата на Косово која се наоѓа во тој дел од градот. Какви се прогнозите, Дејан, за она што ќе се случува утре во Косово? Дали очекуваш некакви немири? Овака, прогнозите, јасно е дека Приштина е веќе подолго време најавува и е одлучна да ја прогласи Косовската армија и официјално, значи косовските безбедносни сили и официјално да преминат во Косовска армија. Дали ќе има немири или не, јас не верувам дека ќе има поголеми тензии утре, бидејќи јасно е дека Соединетите американски држави ја поддржуваат формирањето на Косовската армија. Исто таква поддршка стигна денеска и од Велика Британија и исто така стигна од командантот на НАТО. Од друга страна имаме генералниот секретар на НАТО Столтенберг, за разлика од неговиот командант на воените сили, има помек став и смета дека е се уште рано да се формира Косовска армија, што има едно разногласие, да кажеме, во меѓународната заедница, особено во Европската унија, чии одделни членки кои го немаат признаено Косово, како што се Шпанија, Романија, Словачка, Грција, кои се противат на формирањето на Косовската армија. Во секој случај, Приштина е одлучна во тие настојувања. Утре во 10 часот ќе имаат седница на парламентот, тогаш ќе биде прогласена и официјално формирањето на Косовската армија. Имавме информации вчера или завчера дека дури Косовското министерство за одбрана упатило и покани до веројатно до Република Македонија, не знам, немаме таква информација, но до одредени земји за покана утре и официјално да присуствуваат преку високи воени представници, како што оди протоколот, да бидат присутни на формирањето на Косовската армија. Оно што можем да го докажем денеска е уште дека Хашим Тачи, председателот на Косово, кој воедно ќе биде и врховен командант автоматски на таа Косовска армија, направил смотра на денеска се уште косовските безбедносни сили, каде што им најавил дека утре официјално пременуваат во армија, дека ќе имаат поголема одговорност во заштитата на границите на државата Косово. Какви се пораките од Србија додека се ситнат часовите и минутите до... Пораките од Србија, председателот Вучич изјави што и може да изјави друго, само го повика КФОР дека е одговорен и дека има обврска да ја разоружа паравојната формација на Косовската војска, така според Белград ја нарекуваат, се знае и зошто, бидејќи не го признаваат Косово, бидејќи јас ќе повторам, според резолуцијата на Обединетите нации, која се уште важечка 1244, донесена од Советот за безбедност, единствена воена сила на Косово може да биде КФОР и ни една друга воена сила, што па беше причина 1999 година, токму поради ова, единствена воена сила може да е КФОР, се повлече тогашната југословенска армија. Сега од утре и официјално доаѓа уште една армија и се остава простор формално правно. Тоа е дилема која што допрва ќе се расчистува, но кога веќе ја спомна Британија, која што го поддржува формирањето на
косовската армија. Од друга страна пак и во Британија се случува интересен пресврт кога станува збор за Тереза Меј и поддршката околу Брекзитот. Таа ја доби поддршката од Ја доби и покрај настојувањата на нејзините сопартици, се разбира на опозицијата, и морам да признам многу скептични наши колеги у анализите, меѓу кои бев и ја лично, не верував дека ќе ја добие поддршката, но таа синоќа со 200 гласа за и 117 против остана да биде лидер на незината конзервативна партија, со што автоматски како лидер на најбројната партија во парламентот останува да биде премиер на Британија. Тоа е голем успех за политичката кариера на Тереза Меј, но и пролонгирање на хаосот што се случува со Брекзит. Она што она успеа е да остане се уште во политиката, значи незината политичка кариера да се продолжи, бидејќи во спротивност ќе мораше да поднесе оставка. И она што сакам како детал да го кажаме е дека со вчерашното изгласување на доверба Тереза Меј има 12 месеци слободно, значи никој не смее во незината партија да помисли дека може повторно да го стави на гласање незиниот дигнитет и незината поддршка. Така, тука мислам дека имавме подготвено прилог. Да, и да го чуеме прилога, да. Со повеќе во интерес на времето. Британската премиерка Тереза Меј го преживеа гласањето на недоверба, благодарение на гласови од 200 конзервативци. Во обраќањето во средата, Меј во седиштето на владата рече дека ќе ги слуша оние кои гласаа против неа и ќе побара законски гаранции за најконтраверзниот дел од договорот, како да се избегне тврда граница меѓу Ирска, членка на ЕУ, и британската покрајна Северна Ирска. За заговорниците на тврд Брекзит, тоа е најголем проблем, бидејќи во тој случај на Велика Британија и остануваат врзани рацете за прашањето за склучување договор за слободна трговија со трети држави, еден од главните аргументи во референдумската кампања за напуштање на Европската Унија. Со новиот нацрт, лидерите на 27 држави ќе порачаат дека заштитниот механизам во врска со границата на Ирскиот остров не е пожелен исход и дека единствена цел е да се биде еден вид осигурувач дека нема нов договор за слободна трговија меѓу Европската Унија и Британија. Рокот за напуштање на ЕУ е 29 март, но противниците во парламентот одеднаш отворија можност за поинаков исход, заминување без каков било договор. Така наречен хаотичен излез или дури и нов референдум за членство во Европската Унија. Така, се враќаме назад, меѓутоа тука некаде и ќе мора да се одјавиме. Овде е крајот на овој дел, овој прв дел на отвореното студио 1. После нас следуваат оние забавни содржини, возење со Вучич, ексклузив и секако вашиот омилен Сергеј, неговото студио мода, а потоа ќе ве оставиме со колегите Александар Чомовски и колешката Анета Кочишки. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте и довидување од нас.